Благодарам, председателе. Морам да возвратам на коментарите од колегите. Не треба да се откажувате. Тука сме за да работиме, така да 15 минути плюс минус не менуваат ништо. Слободно повелете со реплика после. Не на колегата од СДСМ, јас му кажувам кој што да продам место. Пред да започнам со образложување на амандманот, морам да одговорам на коментарот заменикот министер, кој што во збор, не кажа меѓутоа во реплика на колешката, меѓутоа замеников министер некако откако стана дел од раководството на Социјалдемократскиот сојуз, ја смени риториката, па почна овдека политика да ни продава во наводници, ќе кажам, и заменик министер, почитувани колеги, ние не сме од вчера, така да во тоа недемократско општество паметиме дека заменикот министер прилично добро функционираше, ако било недемократско. Во образложението на амандманот јас сакам да поставам едно прашање кое што од коментарите на колешката Панова се стегна впечаток дека ние изгледа не живееме во иста држава, како да не живеете на планетава Земја. Факт е дека короната остави своји последици. И нема потреба од нешто што е реалност и нешто со кое што сите секојдневно се соочуваме, вие да пробувате да го направите дека е розово и дека се е цвета и дека е безпрекорно. Не е, луѓе, безпрекорно, далеку дека е од безпрекорно. И ние треба да направиме се да им помогнеме на граѓаните. Пред 2-3 недели дел од овие естрадни уметници побараа средба со мене во Прилеп и верувам дека не само ова јас што го слушнав и сигурно и го гледам во изминатава година и пол, и вие го знаете истото сега што ќе го кажам. Значи, најголемиот број од овие луѓе година и пол воопшто не работеа. И тоа го направи кризата, корона кризата, која што не беше само во Македонија, беше во целиот свет. Дали знаете дека дел од овие луѓе, пак ќе речам, најголемиот дел од овие луѓе за кои што го поднесуваме амандманот, со својата работа прехрануваат цели семејства. Дали знаете што слушнав од нив? Дека добар дел од нив, за кои што во минатото, во кафетериите, во кафичите, во кои што сме оделе да ги слушаме, да уживаме во нивната свирка, за кои што се чекаше ред да ги донесат во кафич, затоа што има ангажмани прекумерни, не можеше да се дојде до нив, сега се дојдени во ситуација да не можат да си купат кутија цигари. А тие прехрануваат семејства со тие средства. Затоа ве молам, дајте малку потрезвено да гледаме на работите. Преѓеска ни велите, ако ги дадевме овие пари за земјоделците, ако ги дадевме овие пари за естрадните уметници, што ќе направиме барате и за нив и за нив. Дајте на некој да помогнеме. Не е време за популизам. Апсолутно не е време за популизам. Сите сме свесни дека е далеку од розова ситуацијата во државата и дека голем број семејства се дојдени да страдаат за парче леп. Секој ден остануваат луѓе на улица. А особено, претходно што зборувавме, во туризмот и еве кај естрадниве уметници. Затоа ве замолувам да не се надмудруваме овде и да пробуваме да прикажеме ситуација дека овие луѓе уживаат во средствата кои што ги заработуваат, дека живеат безпрекорно и дека владата не знам каков живот им овозможува оваа година и пол. Буквално нивните семејства се доведени во ситуација да не можат да се прехранат. Разгледајте ги амандманите кои што ги поднесовме. Овај пат за ребалансот одлучивме да нема популистички амандмани. Значи, најискрени ни се намерите. И искрено замолувам колегите да не поддржат во овој амандман, затоа што ситуацијата на овие луѓе им е премногу тешка. Благодарам.